Оризарите да внимаваат со препаратите во време кога третирањето на оризите е во полн нек. Стручњаците предупредуваат на начинот и време траењето на употребата на исти хербициди. Долгогодишната употреба на хербициди од иста група на активни материи исто така е причина за зголемена резистентност кај самиот плевел, зголемена отпорност против овој хербицид кој што се користи, така да во моментов имаме голем проблем со овој проблем. Дополнително неефикасноста на третирањето е резултати на лошите, неквалитетни и сомнителни препарати со турско потекло, потенцираат експертите. Сигурно дека не даваат така добри резултати како оние препарати оние хербициди кои што се легално на пазарот, и тоа меѓутоа ради пониска цена која што во моментот ја има на пазарот ги тера производителите да се одлучат токму за тие ефтини и неквалитетни хербициди. Исто така многу земјоделци грешат кога во прашање е потхранувањето со азотни ѓубрива. Ѓубрењето, прихранувањето со азотни ѓубрива, токму во периодот кога се врши и заштитата, затоа што азотните ѓубрива дополнително ја допринесуваат да се лади водата, а ладна вода секако дека е услов да се намали ефикасноста од хербицидот. Инаку заштитата од плевели и други штетници е една од најважните работи при производството на ориз. Земјоделците ова ги чини од 2 до 3.000 денари по декар. Досега заштитата на оризите на земјоделците им оди бавно поради лошите временски услови, но веќе од утре третирањето со препарати најверојатно ќе се интензивира.